Добра вечер. Петок, 26 јуни 2026 започнува дневникот на КТВ и подготвените содржини. Денеска во Кавадарци беше презентиран оперативниот план за активни програми и мерки за вработување. Денеска на посета на општина Кавадарци, начело со заменик министер за економија, во делот на оперативниот план за активности и програмата и мерки за вработување на и услуги на пазарот на трудот за 2026 година. Една позитивна мерка, добра мерка, каде што младите луѓе може да се охрабрат да направат апликација за самовработување, за детали че се објаснати. Токму денешниот настан и ден е за да ги охрабриме младите, да не слушнат и во делот на владата кој ќе ги дава како средства за самовработување, да нивниот ентузијазам и желби бидат на некој начин достапни. Сериозни средства се одвојуваат, каде што може да се почне сериозни бизниси. Јас како градоначалник сакам да дадам една позитивен сигнал до сите луѓе кои што се млади и кои се осеќат во делот со самодоверба, да може да отпочнат реален бизнис, да аплицираат, да ја исполнат програмата, затоа што владата има доволно средства да се удоволат повеќе луѓе. Ова е континуитет на една мерка која што дава добри примери и како што и пред малку видов, дека во Кавадарци веќе функционираат повеќе млади луѓе кои што отвориле бизнис по ова мерка и како такви се самостојни и во делот на нивната рентабилност или оправданост функционира. Така да благодарам за целиот тим со министерот кој што денеска е на Кавадарчани, че им се доближиме поблиску за да се објасни мерката и да ги охрабриме да аплицираат и да добиваат вакви средства во делот на позитива. Целта е да го промовираме оперативниот план за 2026 година. Посебно мерката која е најатрактивна и е во тек, тоа е мерката самовработување. Ова мерка започна од понеделникот за аплицирање и ќе трае до 3 јули, а тоа е до наредниот петок. Ги повикувам сите невработени лица, млади кавадарчани до 29 години, да аплицираат на ова мерка доколку има добар бизнис план, бидејќи средствата се рекордни кои се субвенционираат и ова година за бизниси кои што се доста креативни. Сметаме дека ќе бидат успешни бизниси во иднина. За млади лица до 29 години 10.000 евра имаме субвенции, над 29 години 7.000 евра, доколку се здружат во друштво со ограничена одговорност, две млади лица до 29 години, тоа е 20.000 евра субвенционирање, а пак доколку се искомбинираат едно помладо, едно повозрасно лице, 17.000 евра. Исто така новитет е што оваа година за прв пат имаме и се офатени повратниците, односно оние кои што се иселили и повторно се вратиле во државата да можат да аплицираат на оваа мерка, така да од овие суми кои што исполнав имат бонус плюс 10%. Например, ако е младо лице до 29 години плюс 10% бонус, тоа иде 11.000 евра субвенција. Знам дека кавадарчани се доста креативни, се бизнис ориентирани, посебно младите лица. Уште еднаш да ги повикам да ја посетат веб страната на Агенцијата за вработување или тука просторите на локалната канцеларија на Агенцијата за вработување и да ги поднесат своите бизнис планови. Денеска мило ми е што ќе имам можност да ги представам мерките од оперативниот план за активни мерки за вработување за 26 година и пред граѓаните на Кавадарци. Оперативниот план е израз на реалните потреби на пазарот на трудот и содржи мерки кои што се прилагодени на барања како на невработените лица, така и на работодавачите. Во фокусот секако и годинава се младите лица, но тоа не значи дека се изоставени и останатите категории на невработени лица, па така содржи мерки и за сите останати категории, како што се долгорочно невработени, роми, жени, припадници на ранливите категории, самохрани мајки, корисници на гарантирана минимална помош и така натака. Сакам да кажам дека иако најуспешна мерка е програмата за самовработување, за кое што тече веќе огласот, во понеделникот е објавен и рокот трае до петок
3 јули. Во наредниот период ќе бидат етапно објавувани и останатите огласи, односно за останатите активни мерки за вработување, па ги повикувам сите заинтересирани лица да ја посетат нашата веб страница, таму е објавен целиот оперативен план со сите критериуми и услови, можат навреме да се запознаат со и да ги добијат сите информации или да се обратат во Центарот за вработување, конкретно во Кавадарци тука. Од досегашниве изминативе 3-4 дена кои што измина, можам да кажам дека и оваа година заинтересираноста за мерката е многу голема, бидејќи досега до крајот на вчерашниот ден веќе се поднесени над 2400 апликации, само во Кавадарци над 80 веќе се поднесени. Така да верувам и годинава дека со успех ќе го имплементираме оперативниот план за активни политики и мерки за вработување. Сакам да потенцирам дека Агенцијата за иновации, научно-технолошки развој, предприемништво и нова е директно вклучена во реализација на дел од активностите на оперативниот план и тоа токму во најатрактивната мерка, односно во мерката за самовработување, каде што од наша страна на апликантите ќе им се овозможи 4-дневна обука, каде што дополнително ќе им се потикне предприемачкиот дух, ќе се запознаат со основите за започнување на сопствен бизнес и ќе им се додели советник од каталогот на советници со кој што располага Агенцијата и нова, број преку 300, од кои 180 од нив се директно овластени за изработка на бизнес планови. Самите апликанти ќе може да си одберат со кој советник ќе сакаат понатаму да го изработуваат бизнес планот, ќе ја видат на советникот неговата експертиза, биографија и ќе се одлучат кој советник е најсоодветен за нивниот бизнес. Откако они ќе го изработуваат бизнес планот, во меѓувреме ние формираме експертска комисија од експерти кои гледаме да бидат претежно од банкарскиот сектор, кои што работат на кредитирање на бизнес и имаат искуство од оваа област и тие понатаму ќе ги евалуираат и ќе ги оценуваат бизнес плановите. Исто така, за да од кога апликантите ќе си го основаат сопствениот бизнес, не сакаме да ги оставиме така, им нудиме менторска помош во период од 6 месеци кој што ќе им помогне понатаму да застанат на нозе, да го развијат својот бизнес. Со големо задоволство можам да кажам дека во 2025 година бев корисник на грант од 10.000 евра за самовработување, кој е обезбеден преку оперативниот план за вработување на Министерството за економија и труд во соработка со Агенција за вработување. Овие средства ги искористив за основање на сопствена фирма, односно друштво за трговија и услуги за печатање на текстил, со што мојата бизнис идеја ја претворив во реалност. За мене ова не беше само финансиска поддршка, туку и поттик да верувам во себе, да преземам иницијатива и да започнем собствен бизнес. Ова е доказ дека кога постои добра идеја, желба за работа и институцијална поддршка, успехот е достижен. Затоа сакам да ги охрабрам сите млади луѓе кои размислуваат да започнат собствен бизнис, не плашете се да аплицирате. Искористете ги можностите што ги нуди државата. Верувајте во своите собствени идеи и бидете истрајни. Можеби токму вашата идеја ќе биде следна успешна приказна. По целосно завршената реконструкција на улицата Задругарска во Кавадарци, увид извршија градоначалникот Митко Јанчев, председателот на Советот доктор Стојан Чарамов и представници од локалната самоуправа. Вкупната вредност на овој проект изнесува 5 милиони денари, инвестиција насочена кон унапредување на локалната инфраструктура и подобрување на квалитетот на живот на жителите. Праксата на општина Кавадарци продолжува, увид на сите отпочнати проекти, заеднички со председателот на Советот, заедно со советниците кои што доаѓаат од ВМРО ДПМН и коалицијата, кои сте мнози во Совет и од нивните урбани заедници. Сега, како што гледате, денеска сме на улица Задругарска, токму во урбана заедница Задругар. И грижливоста наша и како градоначалник, и како советници, председател на Совет, заедно со раководители на секторот општина Кавадарци, е секојдневна. Увидот се прави со единствена цел да видиме до кај се нашите проекти и нормално да ги информираме нашите граѓани за нивно завршување. Ова улица беше подолго време нереконструирана, комплетно беа извадени асфалтните слоеви, беше направено подобрување со тампон од 40 до 60 сантима според потребите, ставени нови вичњаци и нови тротоари. Потоа се пристапи кон асфалтирање на два слоја, на носечки и на абеечки слој, должина од 250 метра и отприлика со инвестиција негде од 5 милиона денари. Морам да кажам, да потенцирам дека ова е грант
преку Министерството за транспорт и врски и е последната улица, 14-та поред, од грантот кој што го добивме од Министерството за транспорт и врски преку Светска банка и да потенцирам дека општина Кавадарци е првата општина успешно што во целост го заврши комплетното исцрпување на грантот при изведба на инфраструктури или градски улици. За информација на нашите сограѓани, за отприлика 10 дена максимум ќе биде комплетно вертикално и хоризонтално одбележена самата улица, се со цел за побезбедно сообраќајно движење и за пешаците и за нашите учесници со автомобилите. Во општина Кавадарци во моментот се работи на поголем број на објекти. Денеска сме на една завршена улица, тоа е улицата Задругарска, која итекако е важна за овој дел од градот и од оваа местна урбана заедница. Како што каже и градоначалникот, истата комплетно реновирана, заедно со 2 слоја под самата улица, ќе овозможи прилично квалитетен транзит на овој дел од жителите, а воедно и на нашите кавадарчани. Како општина Кавадарци и заедно сектор урбанизам сме познати по тоа што сите грантови на кои аплицираме преку Министерството за транспорт и врски, еве и преку Светска банка, бидејќи овој е преку проект, преку него сме активни затоа што сме општина која прилично грижливо работи за своите сограѓани. Проектите се наши дела, а воедно аплицирањето со помош на централната власт ни овозможува нашето Кавадарци да биде помодерно, поурбано и во тој правец и во тој тек сите потреби ќе ги пратиме на нашите сограѓани затоа што ревитализирање на оваа улица во местната урбана заедница Задругар беше токму на барање на жителите на Задругар, затоа што почитувани оваа улица беше уште во изминатиот век правена едно пред 30 до 40 години, така да сметам дека работ на времето више си помина и ревитализирањето ќе биде благодет голем како за жителите на оваа урбана заедница, така и за нашите кавадарчани. Воедно сакам да нашите кавадарчани ги повикам било какви проблеми кои ги имаат во однос на инфраструктурен, било каков проблем да ги користат нашиот локал број 13300, тоа е кол центарот на општина Кавадарци, каде што тековно во текот на летниот период би ги пријавиле своите потреби и своите барања за нивното функционирање и нивната искористливост на општинските служби, општинска администрација, градоначалник совет му стои на располагање и се надевам дека трендот на доспеана, грижлива, подадена рака ќе го продолжиме, а воедно и таа доверба ја гаеме во изминатите 8 до 9 години. Благодарам. Градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев заедно со екипите на Мој општинар, јавните предпријатија Комуналец паркинг и територијалната противпожарна единица секојдневно е на терен и активно ја координира акцијата за проречување и кастрење на дрвјата и вегетацијата на сите локации каде што се попречува видливоста, функционирањето на уличното осветлување и безбедното одвивање на сообраќајот, информираат од неговиот кабинет. По започнувањето на активностите на улицата Илинденска вчера се работеше на булеварите Никола Минчев, Македонија, Велјко Влаховиќ и Кочо Рацин. Покрај уредувањето на зеленилото, службите на општина Кавадарци и јавното предпријатие паркинг вршат и обележување на сообраќајната сигнализација и паркинг просторот со цел поголема безбедност, подобра организација и поуреден изглед на градот. Паралелно со овие активности започна и акција за кастрење и расчистување на вегетацијата покрај локалните патишта во градот и населените места со цел да се обезбеди подобра прегледност и поголема безбедност за сите учесници во сообраќајот. Оваа теренска акција ќе продолжи интензивно и во наредните 2 недели, при што ќе бидат опфатени сите градски и рурални средини. Нашата цел е јасна, почисто, поуредено и побезбедно Кавадарци, со подобрен лик на градот и поквалитетни услови за живот во секоја урбана и рурална средина, велат од општината. Изминатиот период во селото Горна Бошава се реализираше поплочување на површина од 250 метри квадратни, со што се овозможуваат подобри услови за движење и поголема безбедност за жителите. Ова поплочување е дел од договорот за поплочување на повеќе села. Со вакви проекти се продолжува и се вложува во развојот на руралните средини и во подобрување на квалитетот на живот на сите граѓани, велат од локалната самоуправа.
Јавното предпријатие Комуналец Кавадарци и локалната самоуправа овие денови интензивно работат во село Дреново на решавање на долгогодишниот проблем со колекторот на фекалната канализација. Со заеднички ангажман и посветеност се преземаат конкретни активности за подобрување на инфраструктурата и создавање поквалитетни услови за живот на жителите. Продолжуваме одговорно и посветено да работиме на решавање на проблемите и реализација на проекти од интерес за граѓаните, велат од локална самоуправа Кавадарци. Ова е критичен период за виновата лоза, треба да се внимава од појава на пепелница, советува професор доктор Ристо Вучков. Моментално, виновата лоза е во една фантастична состојба. Имаше мали мрзнења на некои локалитети, но оние производители кои немаат мрзнење, имаат фантастична состојба. Сега, тој е критичен период каде што треба да се внимава на ботритисот и на пепелницата. Посебно на пепелницата. Спарните денови, непрочистување околу грозот, пепелницата ќе дојде и тоа обилно. Секој зрнце, макар мал инфективен процес од таа пепелница, кога зрното расте, тоа пука. Има некротична зона. И тука веќе целиот грозд, како секундарен чинител, доаѓа ботритисот и го уништува. Тоа, за тоа покасно ќе кажеме. Со еден збор, моје мислење, ние до крајот на јули ќе имаме неизвестности по однос на временските услови. Овие неколку дена, еве сега до сабота, е предвидено во некој локалитет да има град. И тоа доста голем град, јак град. 2-3 дена ќе бидат плюс 38-40, да после тоа пак имаме локални региони фатени од нестабилни временски услови. Таквото време најмалку му е потребно на земјоделецот. Бидејќи сме во периодот на интензивен пораст на зрното, пораните сорти веќе имаат оформен грозд и најголемиот проблем сега, бидејќи на такви високи температури пламеницата не може да обави инфективен процес, бидејќи треба влага. А при такви пеколни денови конидите одумираат, но од друга страна за пепелницата топлото време, спарното време, и ако не се прочисти покрај гроздовите, додека видиш пепелница, гроздот цел побелел и мириса на расипана риба. Тоа е основната симптоматика на пепелницата. И било кое пропустување на гроздовиот молец, оштетување на било кое зрнце, тука имаме секундарен чинител, тоа е ботритисот, кој одма стара инфекција. А на гроздот, чим 2-3 зрна внатрешни, кај што е оштетен од гроздовиот молец, почне да развој на ботритисот, таков грозд не може да го ставиш во гајба за пакување и така натаму. И тука е голема штетата. Се отвораат нови можности за развој и модернизација на здравствениот систем, најави денеска министерот за здравство Азир Алију. Мора да споделам со вас, исклучително сум задоволен и мора да кажам привилегиран и како човек и како министер, кој што ова ми е за втор пат нашата држава да ја воведам во највисоките, најголемите европски програми. Знаете дека пред 3 години Дигитална Европа ја воведовме. Сега веќе од таа програма имаме активни проекти над 6,4 милиони евра, кои што променуваат и нудат европски стандарди во нашата држава. Ова е најголема програма во ЕУ за здравствена инфраструктура, така да идејата е да ги тоа што го направивме во тој период во МИОА, по истиот принцип, бидејќи тогаш даде резултати, да ги информираме нашите граѓани, сите стейкхолдери кои што се заинтересирани или кои што се поврзани со здравството директно или индиректно, да може да аплицираат и да може да
имаме што поголем број на апликации во EU for Health програмата. Уште еднаш Дигитална Европа покажа дека ние имаме капацитети, ние сме прва балканска држава која што црпи средства од EU според таа програма. Јас сум сигурен дека и според EU for Health програмата, исто така нашата држава ќе црпи знаења, средства, стандарди од Европската Унија. Ова е најголемата програма, уште еднаш напоменувам, која што од наредната недела целата програма ќе ја информираме јавноста и стекхолдерите, значи лично ќе одиме со караван низ државата, кој што прашањата отворени од страна на институциите ќе ги одговараме, но исто така креираме национален координатор и канцеларија која што ќе се бави со административниот и со делот на информираност на сите граѓани кои што ќе бидат заинтересирани за оваа програма. Ценам дека за кратко ќе бидат отворени повиците од 2026 година, бидејќи така се отварат една година назад. Ценам дека за 2-3 недели веќе повиците ќе бидат отворени, а ние веќе за оваа програма работиме 3 месеци не само за креирање на административните барања што беа кон нас, туку исто така креирање на човечки капацитети. Веќе сме спремни како институција да може да во реално време да одговараме на сите повици кои што ќе бидат дел од оваа програма. Значи идејата е во неколку сектори да се аплицира со проблем кој што се дефинира проблемот и со програма која што сакаме да го решиме. Тоа може да биде инфраструктура, дигитална, може да биде онкологија, може да бидат лекови, може да биде критична инфраструктура од аспект на поврзување на институциите, може да бидат иновации, така да тука може да аплицират сите јавноздравствени институции, сите универзитети, сите факултети, сите компании, стартап компании, и ова е можност да може нашата држава и нашето општество да биде интерактивно поврзано со потребите на здравствените системи во државата. 2 години влада на Мицковски без резултати, само дефокус и закани. Пресконференција на портпаролката на СДСМ Богданка Кузевска. Почитувани граѓани, точно 2 години од владењето на Христијан Мицковски и неговата влада. 2 години во кои граѓаните наместо резултати добија лаги, дефокус и закани. Наместо подобар животен стандард добија економски колапс, најниски плати во Европа и раст на сиромаштијата на 22%. Наместо европска иднина, граѓаните добија изолација. Наместо правда добија политичка одмазда, закани и нарачки на процеси од собраниската говорница на телевизија и преку телефон. Економските резултати се катастрофални. За само 2 години владата на Мицковски ја задолжи државата со 2,5 милиарди евра нов долг. Задолжувањето е секојдневно. Буџетот е празен. Нема пари за повисоки плати, за подобар стандард на работниците. Веќе снемува пари за исплата и на идните пензии. Пензискиот фонд е сериозно загрозен. Дупката во ПИОМ е зголемена за 40%, власта го загрозува и вториот столб. Младите масовно се иселуваат. Земјоделците се оставени сами на себе, без никаква помош. Субвенциите се намалени за 40 милиони евра. Нема зголемување на минималната плата на 600 евра. Нема зголемување на платите во образованието и во здравството. Нема реформи, нема напредок. Нема правда, цвета криминалот и корупцијата. Над 150 милиони евра само за партиски тендери. Замислете. Додека владините функционери со бугарски државјанства тераат бизниси во Бугарија, ја блокираат европската интеграција на Македонија. Македонија стана слепо црево на Балканот и на Европа, изолирана, задолжена и без перспектива. Наместо одговори на прашањата за проблемите на граѓаните, добиваат лични напади и навреди. Премиерот Мицковски сите оние кои сакаат просперитет на држава и европска иднина, ги нарекуваат талок на општеството, мочуриште, мекотели, глодари и медиокритети. Од 1198 ветувања во нивната програма, ништо не е исполнето. Буквално нула. Наместо резултати,
граѓаните добија Орбанова медиумска мрежа која работи во служба на Мицкоски, шири евроскептицизам, лаги и постојан дефокус. Наместо сериозни теми, граѓаните секојдневно слушаат за Харис Џиновиќ и Дубај. Од Мицкоски нема одговори ниту на едно прашање. Ниту за економијата, ниту за корупцијата, ниту за европскиот пат, ниту за криминалните тендери. Затоа што нема одговори, премиерот се враќа на она што најдобро го знае – закани. По 2 години нарачување на процеси преку медиуми, преку собраниската говорница и по телефон, сега дојде и до директни закани со затвор од собраниската говорница. Со лаги дојде на власт, со лаги владее, со лаги се обидува да се одржи на власт. Ова, почитувани, е резимето на 2 години од владењето на Христијан Мицкоски и неговата организирана криминална група ВМРО во тендер коалиција со распаднатиот знам. Граѓаните заслужуваат подобро. Заслужуваат одговори и решенија, а не закани. Заслужуваат резултати, а не лаги. Време е за вистина и за правда. Молкот на Филипче за бугарскиот дипломатски скандал е политички избор, а не случајност, рече на денешната пресконференција Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН. Со дипломатскиот преседан од страна на Бугарија, односно со објавувањето на документ што содржи чувствителни информации поврзани со безбедноста на председателот Мицкоски и неговото семејство, македонската јавност очекуваше јасна осуда и извинување од официјална Софија. Наместо тоа, добивме извртување на темата и бегање од одговорност. Од друга страна пак, од специјалниот бугарски пратеник Венко Филипче не слушнавме ниту еден збор осуда за објавувањето на оваа дипломатска нота, која е скандалозна по секоја основа. За Филипче, ова очигледно не е тема што заслужува реакција. Почитувани граѓани, молкот на Филипче е негов политички избор. Исто како што никогаш не реагира кога од Бугарија се негираат македонскиот јазик, идентитетот, историјата и културата, така и сега избира да премолчи дипломатски скандал без преседан. Со таквиот однос, Филипче испраќа порака дека за него е поважно да не ги наруши односите со своите политички истомисленици во Бугарија, отколку да застане во одбрана на македонските државни интереси. 2 години власт на Мицковски, хаос во здравството. Порака од уште една пресконференција на опозиционата СДСМ. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. По 2 години од мандатот на Мицковски, здравството е во тотален распад. Ништо од ветеното не е исполнето. Наместо функционален и ефикасен здравствен систем, граѓаните добија хаос, неодговорност и целосно запоставување на јавното здравство. Што ветуваше, а не исполни ВМРО? Ветуваше спојување на клиниките во Скопје во еден интегриран универзитетски клинички центар Мајка Тереса. Нема ништо од тоа. 500 нови ургентни вработувања дури во првите 100 дена. 730 дена се поминати, нема ништо од тоа. ВМРО ветуваше вработување на 500 здравствени работници од дефицитарните кадри. Нула исполнето. Ветуваше најмалку 100 нови возила за итна медицинска помош. После 2 години се уште ги чекаме заглавени во тендерската бирократија. Не се воведени дневни болници за да се намалат трошоците и да се сведе на минимум движењето на пациентите. Ветуваше дигитализација на здравството, дневни болници, интегриран клинички центар, транспарентни јавни набавки и системски реформи. Нула реализација. Нема воведена можност медицинскиот кадар да работи во различни здравствени установи. Долга е листата на ветеното и неисполнето од ВМРО во овие 2 години. Нула исполнети ветувања, нула реформи, нула грижа за граѓаните за нивното здравје. На секој чекор има застој, недостиг на медицински кадар, несоодветни услови во клиниките, револтирани пациенти и здравствени работници оставени сами на себе. Најстрашно е што поради оваа неспособност на власта се доведува во ризик здравјето на граѓаните, па дури и на најмладите. Сведоци сме што се случува деновиве на детската клиника. Животот на децата со имунолошки болести е загрозен. И тоа замислете зошто? Затоа што оваа влада до толку го истроши буџетот што нема пари за она што е најважно, а тоа е заштита на здравјето на децата.
Кога здравјето на децата станува жртва на административен и институционален хаос, тоа е доказ дека системот е во длабока криза. Нема доволно лекови, не се прават операции, тотален распад. ВМРО го запре и растот на платите на здравствените работници. СДСМ во изминатите години системски инвестираше во здравството, ги зголемуваше платите на лекарите и медицинските сестри и успеа во нивните примања значително да пораснат. По 2 години мандат, ВМРО ДПМН покажа дека нема план, нема капацитет и нема вистинска грижа за јавното здравство. Цената за нивната неспособност денес ја плаќаат граѓаните со своето здравје, со неизвестност и изгубена доверба во институциите. Утре не очекува сончево и топло време со мала до умерена локална облачност, ке дува слаб до умерен ветер од северен правец, попладне претежно во планинските региони, ке има услови за појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, а температурата до 38 степен. Почитувани, толку во овој дневник, благодарам што бевте со нас, ви посакувам секое добро.